Благодарам, почитувана еврокомесарке за внатрешни работи Јохансон, почитуван заменик премиер и министр за внатрешни Ракушан, почитуван заменик председател на собрание на Киргизстан Рахман, почитувани представници на медиумите. Напред сакам да се заблагодарам во моје лично име и во име на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија за поканата да учествувам на 4-та министерска конференција во рамки на Пражкиот процес, да ги пренесам моите искрени честитки за самата организација и за успешната реализација на оваа конференција. Како министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија, земја која е дел од балканската рута и која од почетокот на миграцијската криза беше и останува транзит земја, но не и земја на потекло или земја како крајна дестинација, би сакал да истакнам дека соработката и активностите реализирани во рамки на Пражкиот процес, па и на сите процеси и платформи за управување со миграцијата, за нас се од огромно значење. Токму затоа остануваме посветени на спроведувањето на воспоставената соработка, со цврста определба и за реализација на новиот акцијски план на Пражкиот процес за периодот 2023-2027 година. Морам да нагласам дека овој акцијски план во голема мерка се совпаѓа и со приоритетите на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија во областите кои се однесуваат на управувањето со миграцијата, спречување и сузбивање на илегалната миграција, трговијата со луѓе, враќање и реадмисија, зајакнување на системот на азил и меѓународна заштита. Би сакал во оваа прилика уште еднаш да ја потврдам посветеноста на МВР на Република Северна Македонија за зајакнување на соработката и постигнување одржливо партнерство за ефикасно справување со предизвиците кои што ги носи миграцијата, но и да ја истакнам улогата која миграцијските партнерства, како што е Пражкиот процес, а пред се со агенциите на Европската Унија, ја имаат во достигнувањето на такво одржливо партнерство. Задоволство ми исто така да кажам дека ќе го подпишеме договорот со Фронтекс, со почитуваната еврокомесарка Јохансон во среда. Со овој договор ќе овозможиме подобра заштита на границите, брзо распределување на персонал и на опрема на Фронтекс или на странски полициски службеници на критичните точки на границите, а во случај на ненадејно, брзо влошување на состојбата ќе обезбедиме можности за сигурна континуирана размена на информации и податоци, вклучувајќи оперативни сознанија, рознавачки податоци, продукти од видео и воздушен надзор, сателитски снимки и така натаму. Распоредувањето на персонал на Фронтекс ќе уследи по повеќегодишна реализација на заедничка операција на јужната граница на Република Северна Македонија, во рамки на која странски полициски службеници од повеќе европски земји, наши партнери, работеа на зачувување на границите и на безбедноста на македонските граѓани, а со тоа и зачувување на границите на безбедноста на државјаните на Европската Унија. Утринава непосредно пред почетокот на министерската конференција имав заедничка средба со мојот чешки колега господинот Ракушан, на која што изразив мојата благодарност за поддршката и помошта што Министерството за внатрешни работи на Чешката република од самиот почеток на миграцијската криза ја дава во управување со миграциите и која што не изостана ниту за време на ковид кризата. Посебно ги истакнав професионализмот и искуството кои чешките полициски службеници несебично ги споделуваат со македонските колеги. Изразувам огромна почит уште еднаш и поддршка и благодарност на чешката влада и Министерството за внатрешни работи. Исто така упатив и покана за посета на министерот Ракушан на Северна Македонија во рамки на министерската конференција за одржливо миграцијско управување на Западен Балкан во Скопје, што ќе се одржи на 15 и 16. Уште еднаш сакам да се заблагодарам и да честитам за одличната организација на ова конференција и се надевам дека Пражкиот процес ќе даде дополнителни позитивни ефекти во справувањето со миграцијската криза. Благодарам.